Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска во собраниска процедура се измените на Законот за здравствена заштита. За жал, од ВМРО, ДПМН и Левица, повторно гледаме деструктивност и неодговорност. Овие две партии повторно го блокираат законот кој е во интерес на граѓаните и здравствената фела. Лага е дека брзата помош се приватизира во јавните здравствени установи. Со овој закон се овозможува граѓаните во руралните средини да имаат достапна и постојана здравствена заштита. Измените на Законот за здравствена заштита во делот со итна медицинска помош ќе овозможат зголемување на ресурсите на брзата помош, како и законско регулирање на услугата која со години наназад ја даваат приватните здравствени установи. Законската измена не ги изложува граѓаните на дополнителни финансиски трошоци. Туку напротив, амбулантните возила на итната медицинска помош на приватните здравствени установи ќе им бидат ставени на располагање на граѓаните, односно итната медицинска помош на приватните болници граѓаните ќе може да ја користат бесплатно. Опозицијата, која беше на власт, итната помош ја остави со само 5 возила, а лекарите ги доведе на рап на екзистенција, па затоа и се случи голем одлив на кадри надвор од земјата. За овој изминат период, освен што оваа влада вложува во опрема, реконструкција на здравствени установи после 70 години, вложува и во медицинскиот кадар. Платите на лекарите се зголемени за 40%, а со дежурствата истите се дуплираат. За сето време, ВМРО, ДПМН со помош на Левица блокираат закони кои се во интерес на граѓаните и здравствените работници, меѓу кои и овој закон за здравствена заштита. Дали блокадите на Левица и ВМРО, ДПМН се со цел да го заштитат монополот на приватните болници? Тоа треба да го одговорат пратениците на овие партии. Ние сме изненадени и зошто се коментира за трансплантација која претходно амандмански е повлечена. За појаснување за измените на законот ќе се одржи јавна расправа на наш предлог во координација со председателот на Здравствената комисија. Ви благодарам.